Беше тоа на 23. јули 1914 кога Австро-Унгарија и постави ултиматум на Србија во врска со атентатот на престолонаследникот Франц Фердинанд во Сараево. Ова беше најава за почетокот на Првата светска војна. Беше тоа на 23. јули 1942 кога започна со работа озлогласениот логор Треблинка. На 22. март 1943 евреите од Македонија, околу 7200 на број, биле насилно одведени од страна на бугарскиот окупатор од нивните домови и собрани во Скопскиот монопол. Од тука тие биле транспортирани во Треблинка и сите убиени. Беше тоа на 23. јули 1992 кога во Скопје е формирана комора на приватниот капитал на Македонија. Беше тоа на 23. јули 1993 кога Република Македонија стана 138 членка на Светската организација за интелектуална сопственост. Беше тоа на 23. јули 2012 година кога струмичкиот рид го зафати голем пожар, за кој постоеше опасност да се рашири и во градот Струмица. Во гаснењето на пожарот се вклучија повеќе противпожарни единици од целата држава, како и граѓаните на Струмичко. На 23. јули 1872 година во Битола е роден Спас Мартинов, македонски деец, учесник во македонското револуционерно движење, член и раководител на Македонската револуционерна организација. Помеѓу 13. и 15. април 1902 година тој во Пловдив учествува на Конгресот на Одринскиот револуционерен округ заедно со Гоце Делчев и Михаил Герџиков, каде што е избран за член на окружниот комитет. Истата година е избран за член на Централниот комитет заедно со Иван Гарванов и Димитар Мирчев. Во 1903 учествува и на Солунскиот конгрес. Во пролетта истата година е уапсен од страна на турските власти и екстрадиран во Бугарија. За време на Илинденското востание тој работи во задграничното представништво. Подоцна во 1904 зема учество во подготовките на чети кои требало да заминат во внатрешноста на Македонија. Потоа станува учител во Свиштов без да ги прекинува своите активности во Македонската револуционерна организација. Спас Мартинов умрел во Софија на 30 декември 1937. На 23. јули 1915 година е роден Тихомир Милошевски, народен херој на Македонија. Тој бил командант на македонските воени единици во текот на Народно-ослободителната војна на Македонија, учесник во февруарскиот поход предводејќи баталјонски единици, а со формирањето на третата македонска бригада бил поставен и за нејзин командант. Во 1944 учествувал како делегат на првото заседание на АСНОМ, а со создавањето на првата дивизија во Македонија, или 41-та дивизија, бил поставен за нејзин командант. Дивизиските единици под негово раководство ги ослободиле градовите Прилеп, Битола, Охрид, Струга, Дебар, Кичево и други. По ослободувањето на Македонија тој бил назначен за командант на 48-та дивизија во состав на 15-тиот македонски корпус, кој активно учествувал во пробивањето на Сремскиот фронт и кој бил заслужен за ослободувањето на Винковци, Славонска Пожега, Загреб па се до Целје. По војната ги вршел должностите командант на дивизија, командант на наставен центар, началник на штаб на воено подрачје и други функции. Се пензионирал како генерал-мајор на тогашната Југословенска народна армија. Прогласен е за народен херој на 29 ноември 1953. Тихомир Милошевски почина во Скопје на 1 април 1984.
На 23. јули 1942 во 21 часот и 10 минути на гарнизонското стрелиште во Софија беше стрелан Никола Јонков Вапцаров, основач на македонскиот литературен кружок Софија, создаден во 1938. Никола Вапцаров се смета за бугарски и македонски поет, есеист, новинар и револуционер. Еден е од основоположниците на македонскиот литературен кружок. Во 1940-та тој ја издаде својата единствена стихозбирка Моторни песни. Роден е во Банско на 7 декември 1909 година. Заедно со него во истиот ден се стрелани и Антон Попов Дончо, бугарски и македонски револуционер, писател и публицист, и Атанас Романов, македонски патриот. На 23. јули 1993 почина Петар Калајџиски, македонски копаничар, мајстор резбар од големата Охридска четворка резбари. Заедно со Славе Атанасовски Крстанче, Наум Донев и Димче Јанко. Резбарската школа екзистираше од 1925 до 1949 година.